Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Нивото на шовинизам кон жените во политиката почнува да станува токсично со СДСМ, но нивната екстремна вулгарност веќе никого не изненадува. Ако Ковачевски не знае што значи шовинизам, спремни сме да му помогнеме. Во оригинална смисла на зборот, шовинизам е екстремен патриотизам и национализам, агресивно верување во националната супериорност и слава, особено кога таа пристрасност вклучува злоба и омраза кон соперничките групи. Исто така, тесно поврзано со шовинизмот е и мизогинијата, за која сме сигурни дека Ковачевски никогаш не слушнал за оваа предрасуда. Ковачевски и СДС редно е да научат дека мизогинијата може да се манифестира на повеќе начини, вклучувајќи ја и половата дискриминација, оцрнувањето на жените, насилството врз жените и сексуалната објектификација на жените. И ова се најточните дефиниции кои го опишуваат однесувањето на Ковачевски кон пратеничка во собранието. Неговите зборови се директни навреди кои што не доликуваат никому, а најмалку на премиер. Ковачевски уште еднаш покажа дека не е достоен за позицијата која што во овој момент како поставен таму ја обавува. Очекуваме и од останатите чинители од политичките партии и меѓународните организации најустро да го осудат ваквиот начин на делување, со што би се спречиле идни вакви дејствија. Делувајќи во рамки на наша заедничка улога, веруваме дека насилството врз жените повеќе не може да се смета за приватна работа. Напротив, сите имаме обврска преку сеопфатни и интегрирани политики да го спречиме насилството во секоја форма. Најмалку што може да стори Ковачевски е да се извини јавно. Да се извини затоа што никој од нас не ни интересира неговиот коментар за нечи изглед. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам прашање кое што пристигна до прес-центарот на ВМРО-ДПМН и за истото да дадам одговор. Како го коментирате изборот на министрите од Алијанса за албанците во владата? Ситуацијата најдобро ја отсликува коментарот како до сега. Изминативе недели исцрпната дискусија во собранието го потврди фактот дека ова е само една пазар 3 коалиција, чија основна цел е одбрана на криминалот и корупцијата на власта, спас на СДСМ и ДУИ за некој месец плюс владење, и ова така наречена нова влада не се темели на програмски цели, напротив, очекуваме Македонија се повеќе и повеќе да нижи порази, затоа што се докажа дека неспособноста е најсилен атрибут на власта. Ви благодарам.